Добар ден на сите и добре дојдовте на овој подкаст. Луѓе помагаат на луѓе. Денеска во студиото имам чест и гордост да најавам една од најдобрите уметници на нашата македонска страда. Човек што ме мотивира и што ми е, можам да кажам, идол. Иако сум малце тука сме генерацијски. Ама многу ми е чест што имам оваа прилика да гостува тука во ова студио, освојувач на златната бубамара на популарноста, уметник кој е еден од најдобрите уметници во нашата земја, Ана Петановска. Добре дојде. Добре те најдов, Петар, ти благодарам за оваа преубава најава. Значи јас навистина се растопив кога те слушам и ми дојде стварно многу топло на душата. Фала ти многу, стварно, од срце. И фала ви за приликата, фулм кој што ни овозможија вака да се подружиме во ваков сетинг. Јас сум многу горд, искрено. Срце. Што ме гостуваш тука, така да ти благодарам и на тебе. Честе. Така да, ајде да започнеме. Мене ме интересира како Ана Петановска ја започнала својата приказна. Вау, интересно. Па тоа е прашање на, мислам, од почетоците се доста, моите, мислам, лично почетоци се доста на моја многу млада и рана возраст. Јас почнав со пеење некако од 6-7 годишна возраст од прилика, преку, накратко кажано, преку училишните приредби. Значи тоа мислам дека беше првиот стартен момент некако за јас да почнам да се занимавам со музика. Смотрите кои што се одржува во склоп на самото училиште, понатаму и односно смотри се надпревари за соло пеење, кој што првпат ми дадоа некој елан за моето музичко патешествие, да го започнам така. Основното училиште, понатаму средното образование и веќе од таму се историја, заради тоа што тогаш мислам дека почнуваат првите сериозни, онакви баш професионални искуства на план на пеење. Негде да речам трета-четврта веќе година средно, започнуваат оние посериозни искуства од типот на настапи на Златна бубамара, на големи фестивали интернационални и домашни, како и понатаму Евровизија и така, тоа е тоа. Како изгледа твојот пат во македонската сцена? Мислам на македонската музичка сцена до денеска. Некои интересни моменти да да спомнам. Па вака, мојот музички пат некако е стварно еден од, ајде ако можам да кажам во споредба со колегите за кои што знам и со кои што имаме комуницирано вака на план на музичко градење, идентитет и пеење, можам да кажам дека го имам еден од полесните, поедноставните патишта да речам, затоа што имало доста турбулентни ситуации, доста е стресно во некој момент, како што влегуваш се посериозно во да речам во пеењето, во самото твое експонирање како пеач, како соло индивидуа, како некој кој што го брка тоа како сон. Во остварувањето на соништата има многу фактори. Сега нормално местото каде што живееме, каква музика сакаш да правиш, со кој сакаш да соработуваш, како се поставуваш према самото тоа и слично. Меѓутоа, на тој план мојот музички пат е еден навистина многу интересен и возбудлив пат, затоа што сум имала среќа на мојот пат да имам толку прекрасни луѓе навистина што ме буткале и што ми давале елан за да продолжам понатаму. Сум имала многу поддршка, како и од медиуми, од дигитални мрежи, од компании, се до по индивидуално ниво, од аспект на потесното семејство, пошироко семејство, соработници, колеги, другари, другарки. Навистина, тоа е еден огромен благослов и тоа треба секој кој што аспирира кон остварување на соништата да го има. Иако по патот сега има pros and cons секаде, меѓутоа можам да кажам дека многу често е многу стресно за некои работи, затоа што се многу повеќе фактори вклучени, како што спомнав претходно. За да ги избуткаш работите на еден автентичен начин, за да се изгради музичкиот идентитет, многу често треба да компензираш со многу делови и од себе. Многу пати ќе се преморуваш, доста е стресно, многу работа бара, работата е прекрасна и треба секој да вежба и да настојува да биде подобар во секој поглед со тек на времето, секој човек, така да еден доста вака ролер коустер, ако може да кажам. Турбулентно, искрено. Да, турбулентно, да. Добро, секоја работа бара, ама баш вас уметниците и плюс пеачите барат да си константен, бидејќи ако Точно. паднеш,
на пример не може. Точно. Ама искрено си сведоци сме дека искрено кај нас се слуша сега и многу лоша музика, кажам. Тоа е пипливо, да, малце. Малце и децата што се нели слушаат малце, како што би кажале, мојата професорка, ново искомпонирана песна, биќе ние као нас ние сме таа генерација што слушаме. Да. Ама може да се Твоето согласиме. мислење како е за тоа? Дали била македонската естрада, дали е сега подобра или пред 15 години? Многу ти се добри прашања, опасно добри се стварно. Вака може да расчистиме за едно нешто, дека навистина не ајде да кажеме не постои некаков тип на лоша музика, меѓутоа скроз те разбирам во која конотација го кажа, затоа што денеска некако имаме многу измешани и жанрови и стилови, многу по либерално, генерално ни е времето денеска во кое што живееме и твориме. За некои работи имаме многу поголема слобода, а за некои работи пак не захтева да влеземе повторно во системот. Значи, од една страна сме послободни, од друга страна и не сме. Сега по тој повод практично сметам дека нашата естрада генерално претходно имала многу не би кажала дека е подобро денес или претходно, затоа што некако не сметам дека моето искуство е многу скромно во тој поглед и не би си дала за право искрено да кажам како што, меѓутоа според мене живееме во многу различно време сега. Мислам дека сега е многу по комплициран патот за да излезе некое ново музичко дело, да речеме, затоа што има различни преференции и некако денес ако не претходно може би било на пример подостапно да си ја пуштиш песната како артист, затоа што имале конкретни медиуми, ја праќаше, едноставно имало како публиката, барем јас имам такво доживување, дека повеќе прифаќала различни типови жанрови. И многу повеќе се работело на самите песни, значи многу помалце услови имале луѓето, а многу повеќе се работело, нели? Немало се уште дигитализација. Точно и со фул студија и со нели AI генерацијата, односно вештачката интелигенција сега зима огромен замав. Имаме милион опции и некако сега веќе живееме во едно време на мас продукција, нонстоп има песни, нонстоп имаме се достапно и некако луѓето немаат толеранција секогаш за нешто што не им се допаѓа, знаеш? Скролаш вака на YouTube, да речеме, на пример, и не ти се допаѓа некоја песна од прва строфа и одма менуваш на нешто друго. Предходно, на пример, си бил приморан, да речеме, на еден радио канал, тие се 10 песни мора да ги изслушаш. На пример, имаме разлики во тој поглед од предходно. Вака сега, искрено јас сум таа генерација што сум изразнат со технологија и денешните инфлуенсери, музичари се мислам дека подобри имаат услови за промоција, на пример, поготово на TikTok. Да, апсолутно. Ако ставиш некој хештег или нешто, одма да отиде вирал, одат, ама мене нешто што не го почитувам е тоа што секој може да биде сега пеач. Например, јас сега да влезам во студио, нели ќе средим малце микс мастери на TikTok и тоа TikTok ако отиде вирал, ако ми се допадне на публиката, одма оди јас сега одма пеач, па друг пеач и тие стануваат многу популарни, а тоа што треба да се цени вистински. Да, имаме доста. Да, точно и нашата култура на слушање генерално да речем во нашиот реон и на реон на Балканот е доста поразлично од нешто што се одвива во светот. Во светот има многу поразлична динамика на нештата. И во светот постои, на пример, не знам, од Америка и од Јапонија исто, да речеме, и азискиот свет датира TikTokот, мислам го спомна. И на TikTok, значи, има нонстоп нови артисти, нонстоп нови луѓе, многу луѓе кои што станаа познати само заради таа единствена социјална мрежа и се согласувам. Да, секој скоро, реално, да. Стварно е така и некако тоа е такво е времето. Не знам на што се должи тоа реално, ама мас дигитализацијата е стварно нешто кое што точно им овозможува на како викаме секој да стане пеач, на вистина секој да си ја пласира некако својата творевина, секој да си постира песни, секој да си постира материјал кој што ќе сакале, ќе стаса некако до нас затоа што TikTok алгоритмите и дигиталните алгоритми се тие. Значи стасуваат до нас на еден начин или на друг, или на пример Instagram Reels исто е, нели, истиот принцип е сличен на TikTok. И стварно е тоа така. И на пример обично ние овде на ова поднебје
сме дефинитивно под инфлуенс на поголемите земји околу нас. Значи српскиот пазар многу ни влијае, бугарскиот пазар. Тоа. Така да тоа е друго од 20, Мислам, како викаат. Па да, Да. мене ми е глупо ми е што се форсира повеќе странска музика, без разлика дали е српска, бугарска или англиски Да, или треба да си ја американска. почитуваме Треба нашата, многу да. поголема поддршка и реално еве како би правам анализи би мене ме интересира некогаш да се образувам, ајде така ако може да се искажам. Кај нас некако младите уметници немаат поддршка, например од например у Србија IDJ прави секакви концепти само за да промовира и им помага. Тука си оставен сам на себе и како се снајдеш ти, така ја промовираш песната преку социјални мрежи. Така е. Така е, не знам, пипливо е, навистина е пипливо затоа што и кај нас многу често што сум приметила, например, имаме функционирање на готово спремен производ. Односно, нешто што сме сигурни како нација, еве, ако може да кажам дека функционира во Србија или во Бугарија, го преземаме кај нас, односно стил на пеење, жанр на музика, од аспект на еве турбо фолк бранот, да речеме, што пак ќе кажам секако not my cup of tea, not my cup of tea, меѓутоа ете си има луѓе кои што имаат зачетоци сериозни, доајени во таа музика, апсолутно, мислам, со цел респект. Меѓутоа тој бран, чисто гледано како бран кој што влијае кај нас, е нешто кое што ние го прифаќаме заради тоа што многу често е полесно да се прифати нешто што надвор веќе успеало, отколку да инвестираме во нешто што допрва кај нас треба да изникне. Тоа е генерално некако кај нас нешто што го некако приметувам, можеби имам пристрасен суд, се оградувам апсолутно, меѓутоа има тие што се луѓето кај нас, фирми, корпорации, обид за продукциски куќи, менаџери, пиари кои што се малцинства кај нас, за да поттикнат млади таленти и за да поттикнат помасовно да излегува авторската македонска музика која што не може секој да ја слушне, нема секој услов да ја пушти на поголемите платформи, се малцинство и многу поретко се случува, немаат ни ресурси најчесто за така да ја избуткаат музиката како што можат поголемите куќи кои што го бараат шаблонот од надвор што го следиме, односно од Србија, од Бугарија, од ве ограничуваат како. Па прилично ограничувачки, стварно е така, меѓутоа за секаков тип на музика јас држам до едно нешто што без разлика на мислам да не звучи лошо, тој што има разлика меѓу тој што сака да е автентичен и тој што сака да следи трендови. Трендовите може еден тренд да трае и 10 години, меѓутоа е доста менлива ситуација. Значи трендовите се менуваат, критериумите се менуваат, стандардите се менуваат. На план на еве и кај нас и пошироко, меѓутоа според мене е многу важно да се биде автентичен, заради тоа што само така ќе успееш да си ја навлечеш публиката која што вистински ќе кореспондира со твојата музика. Еве да речеме јас ако се идентификувам како поп артист, тоа не мора да значи дека јас во младите години секој артист испитува, пробува да открие што пасува за него, значи твори секаква музика, да речеме, оди рок, оди по накај турбо, се едно, нема врска. Сите си се наоѓаме. Најважно е за еден артист да си ја задржи само автентичноста и, например, има луѓе кои што, ете, баш тој српско-бугарски жанр им одговара сосема окей. И нема гајле, тоа нема, нели, мислам, тоа не е нешто лошо, воопшто, со тоа што само треба да се држиме до тоа што не прави нас како пејачи. И така само ќе се навлечеш публиката за тоа што ги има. Не се прегласни, еве конкретно за мојот тип и мојот жанр на музика што е некој вид на поп, фанк, рок дури, си ја наоѓам публиката и покрај целиот инфлуенс од надвор. Знаеш, и едноставно си се вклопуваат луѓето. Само треба да дојде некако да дојдеш до публиката, да се експонираш. Заврши таа ера како. Да. Што јас би сакал. Искрено баш сега нели настани, имавме многу повеќе настани и сега нели Јала Буба, што се сега. големи. И знам викам ја ги слушам, имам помал брат иначе. И он ми доаѓа и вика, Петар, ајде те молам да ме носиш ти на Јала, мора. Викам се окей, викам, ама викам тоа е музика, например, ако имаш нешто тешко и после тоа се релаксираш малце, или роден ден, српско не можеш на роден ден. Да, нешто како guilty pleasure, онака како викам лепа брен. Се шалам. Све. Ама се шалам. Ама викам сега да те носам на концерта млате, дете и треба реално
Мене мама ме носела у театар, например, на детски представи, на свирки, на така, Што е супер, мислам што е многу подобро како јас сум растел. Сега он е поставен Девито. Јала. Да, они ги следат, значи социјалните мрежи се и најголем пандан. Сум разочаран затоа што тоа е прифатен одма, не он го слуша готово, толку тоа е најдобро, нема ништо слушање. Тоа има врска, точно, да, тоа има врска, извини што те прекинав, само сакав да дигресирам дека тоа е поврзано и со врсничкото припаѓање. Односно, во еден клас, да речеме, или во училиште каде што слушаат, ако не слушаш таа музика која што е масовно слушана во училиштето, да речеме, како што се заради социјалните мрежи исклучително, значи Девито, да речеме, тоа е таков тип на артисти, нема врска со ова, со нив, туку со еден поголем феномен што се случува. Практично секој од нас во тие години сака да припаѓа некаде. И сега, на пример, знаеш како сакам да припаднам со другарчињава, не сакам да ме исклучуваат, сакам да нели да им е да делиме некои вредности, тоа се некои добро, нема врска механизми што си ги користиме и ние, на пример, еве исто јас имав еден период друштво кај што слушавме, да речеме, интензивно таква музика, меѓутоа е многу важно да не се сваќа и од еднава страна да не се сваќа дека нарочито ако е турбо фолк е лошо и дека ептена кој е дека не треба да ги, мислам, со други зборови сакам да кажам, не смее да се наметнува тоа, а лошото со турбофолкото е што се наметнува. Значи самиот момент на наметнувањето е според мене ужасен заради тоа што не е во ред да ги ограничуваш артистите на еден бран на функционирање и да убедуваш дека само така ќе влезеш во центрифугата на музика. Да, дека тоа е најдобро. Дека тоа е најдобро и дека тоа е патот на успехот. Апсолутно не се согласувам. Секој треба да биде автентичен, да си го најде својот пат, и проблемот кај нас е што повторно се враќаме на истото, се презема некој критериум кој што функционира надвор, затоа што сме виделе дека мнозинството е така и најдобро ќе може бизнисот така да се одржува. Нормално сега тука има и економски и финансиски фактори кои што сега нема да ги коментираме, ама главното тоа е сме на македонска естрада, со кој би сакал вака во иднина со тако кога да соработуваш или дует? Вау, окей, тоа е интересно прашање. Мислиш од конкретно од нашава естрада или општо? Тоа и од нашата и од странство. Например, кај нас има талентирани уметници што се можам да кажам, еве ќе спомнаве конкретно од Македонија, нонстоп ги изборуваме странските артисти со кои што стварно листата не би ми завршила, нечи имам онака многу. Ама еве од кај нас конкретно, значи имам многу желба со многу млади мои колеги. Се извинувам ако некој не спомнам, меѓутоа еве да речеме многу би сакала има една девојка Тина Русева која што во моментот функционира во Германија. Да, поздрав голем до неа, значи Тинче ако гледаш многу те сакам, многу те почитувам. Би сакала многу со неа да направам дует, имам многу колеги како типот на еве Мите Стоилков. Значи стварно навистина многу ги има вака како Теодора Сретеновиќ исто. Значи има многу луѓе кои што се толку мега талентирани, Иван Кукич, басистот, Николче Мицевски кој што е исто прочуено име кај нас. Дамјан Печиновски од гитарскиот свет, значи од многу различни сфери некако имам луѓе со кои што стварно би сакала да воспоставам комуникација и некоја соработка. Пак ќе повторно ќе кажам извинете доколку некој не спомнав, ние на приватен план си комуницираме, си правиме договори за соработки, ама има многу луѓе со кои што тука што се мега талентирани, што ќе ми е многу кеф едноставно да направиме некој проект. Мило ми е многу. Исто, баш е кул. Јас сега да те прашам уште за Антонија Гиговска, нели тие се сега баш ново композирани, мислам стварно одлични вокали се, ама се го прата тој тренд. Со нив би соработувала на пример. Па вака, зошто да не? Мислам, зошто да не, наискрено, ако се најдеме во некоја аритметичка средина што функционира за двата музички идентитети, ако се најдеме негде на пола пат, апсолутно зошто да не. Мислам, јас Антонија ја знам од доста порано, многу ја почитувам за доста избори, мислам дека е многу најмногу од се што почитувам, на пример, пред се, сакав да кажам уствари дека вредностите како човек за мене се многу важни. Значи пред се е многу важно да си човечен во било што правиш и некако не би соработувала со луѓе кои што ги немаат оние општи човечки принципи пред себе. Затоа што едноставно таму се косиме во прв момент. А понатаму во однос на музичкото
изразување. Јас многу го почитувам кај, значи она има фантастичен глас, еве дека ја спомнавме чисто како пример. Да. И стварно, зошто да не, стварно би сакала еве во некој наврат ако имаме некоја таква шанса, стварно би сакала јас секоја шанса што ја имам за да се доближам до таков квалитет на човек и на пеач, би ја искористила. Ја мислам дека и публиката што ве прати сака да има те спојки. Реално јас стварно сакам на пример да се спои некој за да видиш како е, може да и да е најлошо, може да е помине. најдобро, да, например. точно се И слагам. секогаш сум сакал на пример ја да сум артист, јас секогаш би пробал со било кој на пример без разлика. Точно се согласувам сосема. Јас ве поддржувам. Фала ти. Стварно сакам, стварно сакам да видиме за тоа така, што... знаеш кога ќе видиш и дует и сика се она те радува некако, мислам баш е интересно. Не само толку, многу сме нападнати од странските песни, а реално мислам дека народот да, сака и да слушне наши. Ќе имаме ние стварно добар квалитет, не може... Апсолутно, значи ние имаме страшни и вокали, инструменталисти, групи кои што за жал се, пардон, извинете, значи што се страшно не само талентирани, туку толку музичко искуство и творештво имаат оставено од алтернативен до поп свет до рок. Стварно предобро. Така што да, апсолутно секоја шанса што би можела да ја искористам за дует, тоа би го направила. Мило ме многу. Сега се свртиме на освоените награди. Едно од твојата најголема, мислам дека за Златна бубамара. Какво е чувството да настапуваш на таков настор? Така. И на таква публика и на таква сцена. Така, интересно. Во однос на публиката можам да значи пред се, тоа е огромно признание, најискрено, заради тоа што јас не очекував. Значи кога ми се јавија првиот пат едноставно беше само за соработка, заради тоа што ние работевме веќе еднаш во 2022 веќе настапував еднаш како за отварање на Златната бубамара. И кога првпат ми се јавија само за да излезам во пресред за еден настап, кај планираме еден дует, викам нема проблем, мислам со задоволство. И кога ми се јавија, еве сега ми се враќаат некако емоциите, јас прво бев во шок. Заради тоа што Златна бубамара, мислам сега може на некој ќе му делува како ајде сега шок што збори девојчево. Ама на вистина ми беше шок заради тоа што не ми се веруваше дека јас значи сите од мали ги ја следиме како манифестација, ја знаеме како една од најголемите, ако не и најголемата кај нас. Да, ако не и најголемата кај нас. И практично не заради гледаноста, не заради моментот на не само големината на самиот настан, туку и просто дека на толку млада возраст некој мислам го зачна прашањето на тоа дека јас некако ја добив титулата за најперспективен пеач. Тоа некако толку ми значеше и толку целата иницијатива беше толку прекрасна, јас едноставно го доживеав како буквално како победа на некој начин. Иако нормално не састана работата во никој случај таму, јас сум човек кој што окей, топ, ќе се израдувам, ама одиме понатаму. Нонстоп мора да има дијалектика, нонстоп мора да се работи, секогаш може подобро. Таквите искуства не представуваат за мене некаков момент на полнење на егото или да се или, мислам ова малце може да звучи двосмислено, меѓутоа не секоја награда е репер за твојот квалитет. Значи многу нешто што јас го сватив, не мора да нормално нема да адресирам на што мислам. Меѓутоа не сите награди се одзиваат баш на квалитет на пеачот, особено во време во кое што сме сега, во време каде што наградите се повеќе се испланирани, ако ме знаеш, однапред. И едноставно имаат некој веќе однапред тек, како што се, да речеме, фестивалските искуства и слично, меѓутоа затоа е исклучок Златна бубамара, затоа толку многу ми значи, заради тоа што навистина го доживеав како нешто кое што навистина сакаа да сум јас на тоа место и навистина сакаа да јас да ја земам таа награда. И кога адресираа зошто е тоа така, јас просто навистина бев во шок и ми беше едно огромно признание. И навистина многу не се објаснува што значи тоа за мене. И особено беше во еден мислам на личен план ми беше доста еден од потешките периоди и ова кога дојде некако имав повторно елан за работа некако. Добро, ти дојде како мотивација, барем. Апсолутно. Златна бубамара мене што ми се допаѓа, иначе јас се знам со
со синот Марко. Така? Да, Супер. одевме у теретана заедно, исто имаме дружено. Браво. И мене ми е многу Супер убаво е, кога да, стварно Срцка е. многу Да. добар другар. И јас стварно сум среќен што барем нели кога ќе направи нешто Бубамара, на пример да те викнат без разлика како што кажат да добиеш награда, барем ги турка им дава ветер во Точно. возрето На што ја вистина е гледаат така. сите, Да, без разлика точно. дали се срби нели тук или од страна, пак се гледа, пак е Да, едно точно. како Оскарите, како што би кажале Да, моите да, дома, баш така се е. викам ова како Оскари ни доаѓа Да, така и македонски. вклучуваат многу аспекти. Например, стварно, мислам, има некои ликови кои што се нели ги викаат во домени на долготрајни вредности. Значи, да речеме, еве годинава беа, мислам прошлава година, всушност годината кога ја земав наградата, беа Дарио, Калиопи настапуваше, Next Time беа исто, значи они си се и некако они да, имаме чувство дека репетитивно се појавуваат, меѓутоа заслужиле заради тоа што стварно имаат белек во македонската музика, ама има еден голем дел од Бубамара која што им пружа шанси. Значи јас тоа го имам видено со своји очи и позади сцена и во подготовката. Знам дека Ранко функционира на таа база, сака да бутка нови млади луѓе. И тоа многу ми се допаѓа. Знам дека и пред прошлата година доби Лара Иванова, многу ќе си ја поздравам, Лара е супер девојче, многу Поздрав до скромна, Лара. многу прекрасна, да, исто еве и дует меѓу другото би сакала некогаш во животот. Сакам да кажам, ми е многу драго што ете Златна Бубамара е една од да речам веќе на ниво на институциски со се Бубамара радио, кое што верувам дека се труди за да им остави простор на младите да се сложувам. функционираат на Искрено, музичката сцена. Да. Јас гледам Златна Бубамара скоро секоја година и ми Да, интересно. да, исто јас. И им викам на моите да дојдеме да видам какво е чувството. Да? Имаш одено во сала, биде да ја гледаш? Не ја моите, така. Јас ги терам оваа година барем да Срце. Обавезно, да значи видам заради тоа што стварно ете ќе сакам. обезбедиме Марко, значи карти. Се шал. Едно од твоите најголеми соработки дуети е со Дадо Топик. Да. Како дојде до таа соработка? Така, мојот тим продукциски, мислам, кој што стои зад мене и неговиот продукциски тим, се споија за една сосема различна колаборација, која што немаше ни упредвид ние некако да се споиме со Дадо. Меѓутоа дојде до тоа една прилика кога бевме во Охрид за по повод Охридските трубадури една година, првата година, тоест, се чини дека беше 2024 летото и бевме таму и јас ме замолија од неговиот тим дека последен момент нешто се случи со некој од неговиот бенд и ме замолија да излезам да испеам Принцеза, една од неговите најпознати композиции со Сладжана, една многу исто позната пеачка од тоа време, за жал почината сега покојна. Меѓутоа како и да е, му требаше партнер за дует. И некако многу спонтано излезе, значи јас дојдов вечерта, ја испеавме и некако проникна идејата за дај да видиме што може да направиме, дај да зачестиме со настапиве. Продолживме уште неколку концерти, одржавме каде што јас на моја големо чест и задоволство бев присутна за да го одржиме уште неколку пати дуетот. И на крајот на годината менаџерските тимови се состановме, да речеме на еден така состанок и одлучивме дека можеби е добра идеја за еден од престојните фестивали за 2025-та, тоа беше нели годинава на Бисер Јадрана во Црна Гора, дека можеби е и супер идеја да се склопи некој сосема нов авторски премиерен дует. И така настана всушност соработката, можам да кажам дека стварно ми е едно од најдрагите искуства. Ќе бидам искрена, нормално дека беше очекувано да ја земеме првата награда заради неговото лице музичко и мислам личносно, заради тоа што Дадо е еден толку прекрасен човек, стварно, толку скромен, толку гениален за своето време и ми е криво што не сум била дури и во тоа време да го искусам тоа како што го кажуваат генерациите, например, на нашите родители. Да. Ја, дека... Ми кажуваше преска, значи, твоја мама, значи, леле, Дадо, тоа срцка. И стварно така така го доживуваат. Многу бил гениален за своето време и многу бил напред музички.
И мене тоа стварно многу ми значи и в моментот дека јас бев до него рамо до рамо, буквално за авторска со него композиција, мене до ден денес ми е некако во бунило, си викам човече, вау. И стварно беше прекрасно искуство, едно од моите најдраги во срцето, вака ми е претопло кога помислувам на тоа, а тогаш имавме среќа, ја добивме првата награда Златниот бисер на Јадранот за 2025 со песната Небо, може да ја слушнете има со видеозапис на YouTube и на сите други дигитални платформи, така што стварно едно посебно искуство во секој поглед. Нови дуети со него или повторување на дует? Па не знам, искрено не верувам заради тоа што, не верувам само од една причина, јас многу би сакала, јас секогаш би прифатила во секој момент заради тоа што е прекрасна личност и знам дека ќе се поклопиме со музичкиот стилски со музичкото произнесување. Не верувам заради тоа што е сепак човек во години и некако во моментов си се држи малку по low-fi, знаеш, малце по си се повлече малку од музичкиот свет, иако работи се уште, значи не е повлечен така експлицитно од настапите, меѓутоа многу поретко настапува сега, извинете. Па така што само таа причина не верувам дека во скоро барем нешто би имало, меѓутоа апсолутно сум отворена на можност. Со странските дуети како стоиш со работки исто така? Дознав дека имаш многу, така да имам и слушнато неколку. Бик јас слушам све. Баш ми е све слушам, така да јас сум нели на тоа што правевме моите, јас сум ти си турбофолк, ама пак се слушам. Секако нема врска со слободно време. Важно е човек да е сестран, апсолутно. Со странските, едни од поистакнатите имиња, да речеме, можам да кажам Дадо Топич, исто и имав прилика од да речеме од таков тип на, можеби не експлицитно со работки, да речеме една од нив е секако со Дадо Топич и би ја издвоила една од соработките која што ја имавме со еден бенд од Косовска Митровица. Ова беше пред отприлика, ми се чини 7 години. 7-8 години, така нешто, доста пред ковидот. Направивме албум кој што се вика High Frequency, исто како нивната, се извинувам, Voices се вика албумот, а групата се вика High Frequency. Дечките се од Косовска Митровица и се еден многу интересен склоп на предобри карактери, многу се фини и мили, ми е многу криво што не продолживме некако со таа приказна, меѓутоа вака ја спомнувам како една многу драга соработка исто. Овде може да се вбројуваат и оние, да речем, искуства кои што ги имав надвор од земјата како фестивалски, со тоа што не се баш соработки експлицитно со луѓе кои што беа во улога на дует, партнер или пејач, туку беа соработки како текстописци, странска продукцијска куќа како Croatia Records, исто и имавме партнерства во однос на правење на некои од видеозаписите за песните, така што тоа е на план, така, ако можам да издвојам некои моменти за странски по тебе. Што е подобро, да имаш песната видеозапис или да биде само текст, например, нели се комбинираат, например, кога вадат? Дали тоа, например, ја прави песната подобро или не е битно толку колку што е нели вложено труд во песната и во стиковите? Добро прашање. Добар си, Петар, треба, значи, телевизија, гледајте опасно, значи имате кандидат тука за опасен за водител. Не, стварно се шегувам, ама стварно го мислам тоа, стварно имаш афинитет и многу ми се свиѓа вака, ме слушаш и вака како Рафа или некој прашање многу јако. Не, инаку да се вратам на прашањето, стварно ти е супер, некако според мене мислам дека видеозаписот дефинитивно и дава нова призма на песната. Значи тој е тој кој што и го дава тимберот, и ја дава бојата, и ја дава насоката, и ја дава приказната на песната. Значи, според мене апсолутно. За подобро не би знаела дали е баш сега зависи што подразбираме под подобро. Ако разбираме на поголема слушаност подобро, мислам дека не зависи толку од самиот видеоспот, колку што самиот пласман на песната на дигиталните платформи на YouTube, вртењето, спонсоршипс и слично, за водност на слушаност, ако збориме за подобро водност на као квалитет, еквивалентно треба да се запази квалитетот и кај видеоспотот и кај звукот, заради тоа што лошиот звук и лошиот микс и мастеринг може да влијае врз спотот и обратно. Лошиот спот
и дава сосема друга, значи као братучетки се, тука се као први. Треба да би ја Под пак рака. стојам то умерено на пример да биде и убаво и нели смислени спотот Точно. и песната на пример не Во може да се секој љубовна поглед. песна и да имаш ти не знам. Па да, така затоа Бркање викам да полица се или така точно натаму. да. Не знам, имав ја прочитано баш ово прашање што ми текна сега што да ти го поставам. Баш читав дека сега не знам кој точно го има кажано, дека многу е подобро да има песната, он сакал да се труди или она не ми текна во моментов, дека многу е подобро да има и со песната да има и видеозапис на YouTube, затоа Да, што согласувам. некои го сакале повеќе оделе заради Да. видеозапис. Да, има многу, значи тоа е како ние како луѓе сме или повеќе аудитивно склони или повеќе визуелно склони. Во секој случај најдобро е песната да си има свој соодветен видеозапис. Затоа што некои луѓе аудитивно памтат повеќе, некои луѓе памтат повеќе визуелно. Меѓутоа приказната сама се склопува апсолутно со видеозапис. И видеозаписот ја дава, значи пак ќе кажам приказната на самата песна. Значи е нешто кое што дава на живост и дава на повеќе те заинтересирува, повеќе почнува да те интересира практично песната кога е заедно со некако со видеозапис, што не мора да е секогаш случајот, пак ќе кажам за подобра, поголема слушаност е апсолутно важно да се пласира повеќе песната, значи било со текст или не, меѓутоа колку повеќе има опширен кадар од тој аспект, значи минимум песна заедно со спот, тоа е најдобро. И се согласувам дека е подобро така. Милови. Да. Добро, сум знаел нешто. Да, Добро е. Супер. си Сакам да тоа. те прашам, зашто одлучуваш да останеш тука кога во странство имаш поголема можност или можеби подобра и полесна кариера да твориш? Вака, јас по тоа прашање сум размислувала многу. Јас сум многу пасивна во многу погледи. Сум пасивна од аспект на некако подсвесно се чувам се уште за некои работи. Ова е веројатно и најискрена што сум била на подкаст до сега. Мислам дека и ми е страв да излезам надвор. Заради тоа што не мислам дека се уште ја имам храброста да влезам во таа сериозна центрифуга надвор. Заради тоа што надвор кога потпишуваш со продукциска куќа, тоа е твојот живот, тоа е твојот лајфстайл. Одговараш на нивните барања, одговараш на своите барања и бара многу компензирање од себе. Јас сум личност со мислам да не се разбереме погрешно, јас сум личност што со многу висока етика на работење, значи технички работам до исцрпување, сериозно, максимално си ја сваќам авторската музика и слично. Меѓутоа, едноставно не знам дали сега за сега сум се уште спремна за да го пласирам тоа така во странство. Заради тоа што странство е многу полесно да дојдеш до ресурси, меѓутоа кога ги одлучуваш да ги собереш ресурсите, што најчесто ти ги дава продукциска куќа, бараат многу да си флексибилен во многу погледи. И нема назад од таму. И просто едноставно станува збор за некоја општа недоверба во себе можеби. Ја те охрабрувам иначе. Што не треба, да, Стварно. thank you. Велики. Срце. Некоја општа недоверба е можеби во себе и апропо тоа не треба да е така, работам на себе по тоа прашање. Знам дека евентуално ќе излезам од земјата и ќе го пласирам тоа многу по храбро и многу по експлицитно така надвор. Меѓутоа сега за сега сум се уште тука функционирам и пред се сакам да си едноставно да си оставам простор да си ја засакам искрено македонската публика и да си остварам некаква поврзаност прво со неа, затоа што од дома кога имаш ветер во грб за некои работи, едноставно мислам дека имаш чувство дека цел свет можеш да го освоиш. Па, да, се слушам. Искрено сите, а како што гледам интервју, секогаш биле како ако нема поддршка од дома, зашто надвор и така натаму. Апсолутно е така. И сме били и во ситуација каде што не сме имале поддршка од нашите луѓе. Обично кај нас тоа правило и јавна тајна е дека штом ќе излезе некој, дури не е ни на ниво на тајна, се извинувам, а ќе излезеш на јас најмногу од признанијата, мислам, не, можеби ќе лажам за ова, само не знам. Чудно е заради тоа што во многу случаеви штом излезеш надвор и имаш надворешно признание, одма како и тука добиваш на некој интерес. Односно, ќе излезеш надвор, ќе имаш признание и одма тука леле нашиот, знаеш, што не е нарочито лошо. Не е, не е лошо, ги разбирам, апсолутно разбирам луѓето од која инстанца поаѓаат тука, меѓутоа навистина мора многу повеќе да се поддржуваме. Тоа не мора да биде на некој експлицитен левел повеќе, меѓутоа кај нас се доста
Многу повеќе фактори влијаат, ние доста немаме како земјите околу нас и вестерн светот, сме далеко од вестерн светот во поглед на култура на слушање и музичка култура, меѓутоа си имаме некоја специфичност за нас, која што не прави посебни на еден начин или на друг и просто е тешко некогаш да се дојде до поддршка од сопствените луѓе, од X причини, меѓутоа е најсилна. Како го прифаќаш ти како уметник, тоа како демотивација што не те поддржува тука или го земаш дека сега ќе ви покажам дека знам и да сум најдобар во таа работа и ќе го докажам. Па вака, јас во мојот случај јас не би била реално, не би било валидно или релиабилно од моја страна јас да зборувам за тоа, заради тоа што јас во мојот случај имам огромна поддршка, најискрено. Мислам на моје големо задоволство, стварно некако до луѓето допира тоа фидбек едноставно просто имам на вистина на секој чекор што е мое огромно задоволство и ми ја буквално срцето вака ми го топли од дното на душата, сум пресреќна што е тоа така, затоа што и од моите родители имам поддршка, од Стефан, брат ми, кој што ми е најголема поддршка, исто така од околните институции, фирми, корпорации кои што соработувале со мене едноставно имаат да речам стојат позади мене во многу случаеви и навистина и PR тимот исто и целиот продукциски тим верува во мене многу. И мислам дека кога нешто сакаш да работиш со искреност, кога поаѓаш повеќе од уметнички аспект, а бизнисот го внесуваш само како едно споредно тркало за да изнесеш квалитет до една продорна сцена, мислам дека во тоа лежи успехот. И мислам дека ќе од правите луѓе доаѓа правата поддршка, така да и двајца да се двајца. Ако се 17 души, ама да не е правата поддршка од тие двајца што ти се најважни некогаш, ако не доаѓа, исто може да се растори твојот свет. Така да тоа е многу индивидуално. За советот, ќе го ќе го запамтам во главата. Индивидуално, да. Како што спомна, важна е поддршката од фановите. Јас дознав дека имаш некоја фан група што те поддржува на секој настап. Да. Што значи тоа? Имам и фотографија плюс видов. Да, леле, тоа што е значи за тебе да се член од формата на Младина Фул? Прекрасно е, фантастично е чувството, значи јас сакам од се срце да им се заблагодарам првенствено на сите фанови кои што репетитивно доаѓаат на нашите свирки и не почитуваат и ни се некои стални фанови кои што слушаат мојата музика, тоа значи цел свет. Второстепено, односно не хиерархиски второстепено, но второ на апропо муабетот, Штедилница Фулм, значи ми се едни од првите и најцврсти фанови. Мене ми текнува химната кога ја пееше пред 2019-та. Да, 2019-та. Искрено мене стварно, ја тогаш бев многу мал. Да, помалече беше, нема врска. Мене стварно тогаш би се срце, многу ми се е допадна. Така да баш ми е драго да ја со тогаш не знам беше многу помал срцка. Сега сум. Да. Сега сум више. Сега си дечко. Возрасен. Сега си возрасен дечко, сега го владееш светот. Треба да газиш се пред себе, тоа е тоа. Стварно ми е многу од се срце ми е многу драго на еден настан, мислам дека знам за која фотографија зборуваш. Тоа јас толку ми беше до солзи ме доведе моментот, толку беше прекрасно, беа застанати со, значи од го видов и камерот иначе, да. Значи вака прекрасно. Стварно јас немам зборови, стварно ми е многу пресреќна и околност и елан и мотивација даваат таквите групи луѓе, индивидуи кои што даваат искрена таква поддршка и меѓу другото тоа се Фулм за мене најискрено. Не само заради тоа што сум проткаена во тоа уште од многу мала возраст, туку и сега актуелно и во професионалниот живот ми се проткајуваат како многу важна, многу голема поддршка. Нешто што многу мислам ќе ја искористам приликава да на пофалви. Толку се уникатни. Јас знам дека не сум единствената дека поаѓаат од нештото, дека секој млад како мене треба да се чувствува така уважен и многу ми се допаѓаат сите нивни иницијативи за поддршка на младите, меѓу другото преку конкретни примери ќе илустрирам, имаат стипендии за
за млади кои што Ги промовирав уште. да, ги на задаваат, факултет. значи удребна промоција, ама на вистина. Значи од финансиски аспекти па се до поддршка од типот на нели основна култура и хигиена на штедење, многу уникатни проекти, многу интересни настани, случувања, прилики и се навистина уникатни сами по себе и по приликите што ги даваат и по начинот и тертипот на кој што се вложуваат најмногу во младите луѓе, но и нормално за сите оставаат широки раце поддршка, како и за мене секогаш. Од се срце ви благодарам. Значи стварно и ми е многу драго имено и благодарам премногу за приликава вака денес да се подружиме јас и ти, да, во овој сетинг. Така што топ. Кои предизвици ги гледаш за младите уметници во Македонија? Можеш и со ове да споделиш. О, јако. Било што. Еве, можеме две во едно. Предизвиците се големи заради тоа што постојат луѓе кои што сакаат да злоупотребат на секој чекор, не е тоа само кај нас, меѓутоа општо е ако земеме, конкретно за тоа што ние сме во Македонија функционираме и ќе зборувам пристрасно само на нашиот реон и нешто што јас имам некогаш искусено во текот на животот. Еве, преку совети ќе ги изнесам и предизвиците некако. Значи, јас би ви советувала да се чуваате многу на секој чекор, тоа е прво, затоа што начинот на кој што вие искрено ја сваќате музиката и уметноста не е обострано често. Значи не секој размислува како вас, не секој размислува не ја делите со сите истата цел. Значи не му е на секој целта да го изнесе твојот квалитет и идентитет на површина, многу често се многу поподли игрите таму. Тоа е нешто со кој што би почнала. Понатаму, не зимајте се здраво за готово. Мислам, ова е многу, можеби, специфично, меѓутоа, не се обесхрабрувајте, не смее да се обесхрабруваш на првата пречка. Ке имате чувство на недоволно добар сум, не можам да продолжам јас колку пати да имам 100 денари за секој пат кога сум размислила јас ке се откажам од ова. Не знам, значи ќе имам многу пари, ама сакам да кажам тоа е нормално кога се трудиш, бидете одговорни, со дисциплина се постигнува. Не се откажувајте, не влегувајте во себе жалење, колку и да е тоа тешко некогаш. Меѓутоа мора да сте силни, мора да сте храбри, само тоа ќе ве води во патот. Поддршката е преголема, меѓутоа отсуството на неа не го поистоветувајте со вашата вредност. Значи не мора да значи дека ако јас немам поддршка, немам вредност. Тоа е мора да расчистите со тоа и не зимајте здраво за готово да спек дека може некогаш да се во право, а сите во собата да ве убедуваат дека не сте. Може да не сте во право, а никој да не се обидува да ви го разбистри мислењето. Тоа исто би можела вака да го кажам. И четврто е дека мора да се пробува, ама следете ја интуицијата. Интуитивно најчесто се ќе ви се разјасни. Следете го внатрешното чувство секој момент на не сум сигурен, не сум сигурна, преиспитувајте, гајте критичко мислење, мора да се има критично мислење, мора да анализирате што ќе ме доведе до ова и без да се избрзуваат без да се избрзува за било каква одлука. Мора рационално да се размисли, ако возраста е таа, нормално мислам, trial and error претрпуваме сите, меѓутоа барајте помош, обидувајте се, бидете храбри во одлуките, меѓутоа држете до себе. Значи да не компензираме делови од себе и од нашиот идентитет и карактерни особини за да постигнеме нешто нели X без разлика во секоја сфера на животот и мора да сте автентични. Значи автентичноста доведува до поголеми резултати затоа што јас ако сватам дека нели тоа ми е целта, јас стремам кон целта и се што е околу целта привлекувам. Просто е. И тоа е тоа. Тоа би го рекла вака. Ти благодарам за убавите кажани зборови, стварно и мене ме мотивираше тука како млад. Така да јас ќе искористам нешто. Само напред, храбро. Затоа што да, ако немаш цел и замисла, мислам дека нема да дојде сонот успехот. Сонот е најважен. Баш и тоа го зборам, мене многу ми е чудно кога у глава сам, нели, мора. И моите му учат полека све ќе биде. Така, почека, нели, брашното или како беше. Спротиставени сили. Да, ама
Дали тоа е желбата за успех, не знам кај тебе како е, ама Можно е, таа може да си тензија на сам себе, тој притисок од сам Да, себе. да, е, си е ставаш пострашно веќе. На пример, многу пати кога сум сгрешил, повеќе ми било да не сгрешам пред самиот себе отколку пред некој друг. јасно, да, Заради окей. тоа што Сега да не навлегувам во психологија. да, добро, да, само Да не навлегувам во психологија, иако го студирам тоа и сосема те разбирам, дури може да веќе се наречам на статус на квази психолог заради тоа што четврта завршувам. ете ми психолог после. Се шегувам, само да, тоа се внатрешни зборувам од личност на личност, да не ме сватиш дека значи не е тоа тертипот, меѓутоа те разбирам, затоа што тоа е само дисциплината внатре. Јас исто, значи еророт што јас ке си го увидам и тоа грешење ми е внатрешен пораз. И јас, значи, не мора никој вака да го забележи, ама јас внатре во себе знам дека сум го сгрешила. No. И мора Немам да се отидено. притискај се така да Немам отидено да разбирам. спијам, додека не го завршам тоа што го јам наубено. Ако треба денеска до Многу 5, те 6, разбирам. 7, не е многу битно. те разбирам, ама убаво ти викаат твоите take it slow, Да, секири, не е пораз. И како за крај, што да очекуваме? Какви се твоите планови во иднина и што да очекуваме ново од Ана? Јас сакам да те побарам нешто, да не имаш и некој дел, демо, некоја песна, ама Прекрасно, окей, за жал, мислам јас имам, што е супер среќна околности, се многу им се радувам, ама за жал не смеам да ги изнесам се уште вака јавно. Меѓутоа можам да ви кажам дека стварно многу голем материјал се спрема. До крај на годината планираме да го финализираме албумот со досегашните песни, значи тие сите ќе бидат во еден албум, вклучително и најновата песна која што излезе на Макфест премиерно, со тебе до звездите. Да, супер. Баш ми е драго, стварно. Се надевам дека ти се допадна. Слободно ќе ми кажеш, онака најбрутално мислење, слободно. Така да, тоа е нешто што го планирам со сигурност што можам вака јавно да го кажам до крајот на годината, а имено од наредна година не очекуваат, веројатно ќе се вратам на неколку од фестивалите на кои што бев годинава, каде што сметам дека има шанса и е окей. Многу се планираат многу авторски материјали секако. Во јануари, февруари планирам излегување на уште една нова песна. И албум и песна. И албум и песна. Така да ќе биде интересно. Коледе. Претпоставувам стварно, како што кажав и мислам дека се спремен е македонскиот народ да слушне нешто ново, поготоа од наш артист. Сакав да те прашам, затоа што многу се популаризира тоа албум вадење. Например, сите почна се албум, не песни. Да, и например работење над неколку песни, не знам 15, 10, не е битно. Како би го Кој е твоето мислење за да, некако вадењето албум и песна по секоја цена, ако можам тоа да го кажам, ни стана некој стандард за колку некој работи. Според мене, тоа да, окей, сите имаме склоност да се споредуваме сакале некеле, меѓутоа, според мене е многу побитно и една песна да имаш во годината, да си спремен да ја направиш на во еден многу висок стандард и стандард кој што соодействува на тебе, како музички идентитет, како музичар, и многу е важно да не се спушташ под тој стандард, заради тоа што нели да си го одржуваш тоа што е автентично и ако си го застапуваш тој стандард, сметам дека да не си дозволиме да паѓаш под него. Значи, се што ти треба за да го запазиш тој стандард од сега па наредната песна, макар било година дена, 3 месеци и месец дена, окей. Меѓутоа, според мене не треба да се прави ништо што е пото само колку да имам материјал или да имам песна. Сега, нормално е различно кај поголемите ликови, мислам, кај поголемите артисти на нашава сцена и надвор, кога имаат гап време помеѓу материјалите, некако е нормално затоа што веќе влегле во центрифугата, да се вратам на муабетот, затоа е тешко кога веќе влегуваш во тапанот, мора да го одржи стандардот и дури со рокови си обврзан. Значи, имаш повеќе опции надвор, ама си сепак по затворен, значи за некои работи мора те притискаат. Меѓутоа, вака кога си фриленс се уште како во мојот случај е многу полесно, затоа што јас сама се уште имам контрола врз роковите и практично сакам да кажам за некои поголеми имиња има рокови, има гап место каде што не се пласираат песни и одма има фидбек дека го снема од сцената. Значи има таа борба за појавување на сцената, за седење како присутност на нашата сцена, меѓутоа пак ќе кажам, според мене е многу поважно
и нештото да захтева подолг временски период на творење и на изнесување, пласирање како материјал, отколку пошто потоа квантитет да имаме поголем и да праќаме само за да биде дека нешто сработил. Колку долго работиш на албумот? Тоа е тешко за спремање или Зависи, сме спремале, не знам, сме спремале некои албуми во 2 месеци, некои албуми во година дена, значи прејако. Секој со своето темпо, меѓутоа овој албум конкретно што го финализираме, некако се проткајува во овие прошливе 2 години и ќе го содржи целиот материјал кој што беше на премиерно на фестивалите 2024 и 2025 година, заклучно со Макфестовската последна. Мило ми. Ти благодарам, Ана, што беше дел од овој подкаст. Тебе. Стварно Од срце. одличен разговор, стварно ме мотивираше, мислам дека и на вас ви даде ветер во грб, можам така да кажам. Ќе бидам многу среќна. Поддршка, стварно ја те поддржувам, под мене имаш многу голема поддршка. Ти благодарам. Стварно сум среќен кога гледам вакви млади уметници кои се трудат. Така да сакам на вас да ви кажам да го лајкнете овој подкаст, да го споделите со вашите пријатели и да, заборев нешто. Да? Иначе имам подарок од твојот најголеми фанови, Повеле. Срце, фала ти премногу. Така е, заедно можеме многу повеќе. Ова тамбнейл. Па, албумот очекуваме да гори следна 2026. Опа, Фала ти многу. така да, драги гледачи, на вас сакам да ве посетам да се сабскрајбнете на овој YouTube канал, бесплатно е и очекувате уште многу интересни епизоди. Фала ви многу.